Речи се 11.000 евра ќе има на располагање секој пратеник во собранието кој сака да води кампања за референдумот. Без разлика која страна ја застапува, дали е за, против или бојкот, пратеникот доколку побара медиумски простор, собранието е должно да му го овозможи согласно медија закупот, а пратениците кои застапуваат ист став можат медиумскиот простор да го користат заеднички. Предходната одлука дека министерствата ќе финансираат е поништена. Наспроти тоа, владата за потребите на собранието за референдумската кампања пренамени 80 милиони денари од буџетот на Република Македонија. Бидејќи собранието со овие пари ќе направи медија закуп во сите медиуми кои што доставиле ценовник согласно правилникот на Државната изборна комисија. Согласно тој правилник, тој медија закуп, овие средства ќе бидат пропорционално, еднакво, рационално поделени на сите, а пратениците потоа ќе треба да се изјаснат и внатре во собранието да одлучат кој каков тип кампања ќе продуцира и во согласно со времето да го искористи медиумскиот закуп. Како ќе настапува мнозинството, дали секој пратеник поединечно или како пратенички групи, се уште не е дефинирано, вели во телефонска изјава за 1TV координаторот на пратеничката група на владеачката партија Томислав Тунтев. Договорот е секој пратеник во денес утре во наредниве неколку дена да добие лично писмено известување за тоа да се изјасни како мисли да се презентира, односно да настапи во рамките на престојната кампања за референдумот и врз основа на нашето изјаснување како пратеници, значи дали за, против или бојкот, тогаш тоа координативно тело ќе се договори за равномерна распределба на средствата. Тунтев изрази жалење од фактот што опозицијата не присуствувала на координацијата кај Џафери кога се договарало ова координативно тело. Ги прашавме и ВМРО ДПМН дали ќе побараат медиумски простор и каква кампања ќе продуцираат, но добивме одговор дека тоа ќе биде познато откако партијата ќе одлучи како ќе постапува во текот на референдумската кампања. Тоа зависи прво од онаа одлука која што како партија треба да се донесе и за која што се уште течат консултациите на терен, вклучително и онаа кампања што се одвива лето за Македонија, така што по донесување на одлуката ќе видиме. Меѓутоа, главното прашање е како се прераспределуваат овие средства од буџетот без ребаланс на буџетот каде што не беа предвидени пари за ваква намена. Освен 80 милиони денари кои владата му ги обезбеди на собранието, таа ќе потроши дополнителни 400.000 денари од сопствениот буџет, а кампањата ќе биде водена од долгорочните стратешки цели за прием на Македонија во Европската унија и НАТО. Бошњаковски истакна дека за оваа цел владата ќе организира пресконференции, интервјуи и брифинзи за кои нема да бидат потрошени дополнителни пари, а ќе организира и директни средби со граѓаните.